Бидејќи важи за корпорација со доста конзервативно резонирање, Форд изненади со соопштението за јавност во кое ги најавува своите намери до 2030 година во Европа да нуди само електрични возила. Време до тогаш има доволно, но споменатите инвестиции од 1 милијарда евра, со кои главната фабрика во Келн ќе се трансформира во центар за електрични возила, се чинат недоволни. Посебно кога се знае дека оваа марка остана последна во електрификацијата и дека освен перформансниот Мустанг Мах-Е, кој во ограничени количини се нуди на мал број пазари, нема друго електрично возило. Во Америка секој момент се очекува представувањето на пикапот F-150 на електричен погон, но тој не е наменет за тука. Остварливоста на нивните амбициозни планови сепак е реална, бидејќи ќе им бидат на располагање електричните архитектури на Volkswagen, со кој веќе е постигнат договорот за нивно превземање. Како меѓуфаза е предвидено целата гама патнички возила на Форд до 2026 година да бидат или плагин или електрични, а 3 години пред тоа ќе биде представен првиот целосно електричен модел, после кој веднаш ќе следи уште еден. Комерцијалните возила кои се произведуваат во Турција се исклучени од оваа агенда и предвидено е за 10 години 2/3 од нив да бидат со електрични или плагин погонски групи, а останатите дизел.